Здравието е основа да може да имаме среќа и финансии. Финансиите се постигнуваат. Тие се, мислам, најневажната и би кажал, едноставната работа ако човек знае како да стигне до таму. После таа борба за животот ме прави уште посилна. Ја мислам дека сега треба тек да идам кон другите цели. Не можам да ги одвојам среќата, љубовта и надежта, затоа што се три клучни компоненти кај секој човек, поготово за менталното здравје. Мислам дека сите ние имаме едно чувство, дека има многу неправда. И секојдневно се соочуваме со многу неправда. Заедништвото, посветеноста, талентот секако нема да го избегнам и најверојатно некоја виша сила која што секогаш не водела на вистинскиот пат. Зошто К15 стана трн во око за политичките елити? Затоа што го соочуваше народот со вистината. Јас се чувствувам како многу голем патриот, особено бидејќи имаме можност да се спротивставиме на вакви небулози и вакви националистички пропаганди. Светот на Биби израсна за многу кратко време, израсна во еден од најпрепознатливите македонски брендови. Влеговме во 2026 година. Среќа, пари, здравје се најчесто символичните пораки до пријателите, до роднините. Но дали тоа е секогаш така? Во овие неколку минути ќе разговарам со психологот и психотерапевт Фики Гаспар. Гаспар, што е за тебе среќа? Што е за тебе во преден план? Здравјето, среќата, парите? Тешко прашање. Мислам дека здравјето е основа да може да имаме среќа и финансии. Финансиите се постигнуваат. Тие се, мислам, најневажната и би кажал, едноставната работа ако човек знае како да стигне до таму. А среќата е многу интересна. Имам доста истражувања поминато за среќа и како влијае. Најчесто е опишана како моментална состојба, кој што и не е баш толку честа, значи моментално чувство, кое што кога се случува доволно често, ни прави еден момент на доживување на среќен период или на среќен живот, така да го кажеме. Така да, ако би требало ја хиерархиски да ги наместам, би биле здравје, па среќа, па финансии. Секако меѓусебно се поврзани, затоа што така функционира нашиот систем, но дефинитивно тоа е најхиерархискиот момент кој што можеме да го видиме во овие три компоненти. Што тебе те прави среќен? Што тебе те исполнува? Ние разговаравме за темата, ги спомнавме многу љубовта и надежта. Не можам да ги одвојам среќата, љубовта и надежта, затоа што се три клучни компоненти кај секој човек, поготово за менталното здравје и за квалитетна ментална хигиена. Прво би кажал љубовта како една од најкомплексните емоции, кои што ги опфаќа и емоционалниот дел, и когнитивниот дел, но и бихевиоралниот дел, делот на однесување, во кој што влегува и мотивацијата и самото објаснување на љубовта е дефиниција уствари која што ни кажува дека сите овие три компоненти насочени кон одредена личност или кон одредена состојба се врзани за поврзаност, заинтересираност, грижа за останатите или за нешто, може љубов да имаме и према некоја професија која што имаме и тоа е многу важно, не е само врзана за личност и е комплексна состојба која што на нас ни прави длабока и јака и ни дава јак емоционален одговор. Кога зборуваме за надежта, тоа е едно прекрасно чувство и една прекрасна интерна мотивација која што ни дава можност, иако работите не се совршени, да стигнеме до таму кај што сакаме. Надежта е таа што не држи дека работите колку и да знаат да се искомплицираат или да бидат предизвикувачки во животот на една личност, сепак ќе стигнеме до таму кај што ќе стигнеме и ќе ги оствариме некои желби, некои соништа, ќе помогнеме кај што сакаме да помогнеме, а се тоа во комбинација ги даваат тие моменти на среќа, кои што ги спомнавме дека
според дефиниција и според истражување се кратки моменти, но кога ќе се поврзат, даваат некое чувство на среќен период или на среќен живот. Во богатството доминира пред се материјалното или духовното? Видете, со оглед на тоа како се сега поставени работите, многу голем фокус се дава на материјалното, заради тоа што веќе системот функционира многу материјалистички и тоа, барем според тоа во пракса, ние што го работиме, гледаме дека исто е многу важно. Луѓето главно сега времето го поминуваат и се презафатени во однос на професијата за да можат материјално да ги остварат своите потреби, затоа што без остварените материјални потреби е скоро многу тешко или да не кажеме невозможно да бидеме среќни. Духовното е многу важно за да се чувствуваме исполнети. Но ќе ја спомнам пирамидата на Маслов, која што е еден од психолозите кој што во однос на мотиви има постигнато многу со своите истражувања. Секогаш ни се прво основните работи, како место за спиење, како исхрана, кој што го обезбедува материјалното, потоа ни е потребата за приврзаност и потребата за сигурност и веќе во третиот сталеж ни доаѓа мотивот за љубов. Можеме да ги имаме основните потреби и некое чувство на сигурност и тоа нема да ни донесе до среќен живот или живот полн со надеж. Но кога ќе се вклучи и љубовта како состојба, тогаш животот можеме да кажеме дека можеме да го поминеме квалитетно и вредно. Потоа доаѓа следниот мотив на самоактуализација, кога ние се чувствуваме дека сме постигнале нешто од нашето постоење и од нашето живење на овој свет. И кога ќе видите вие, знаете, многу често се споделува таа реченица дека нели материјалното не е важно, и тоа е така, но за луѓето кои што се обезбедени во однос на исхрана и на сигурност. За тие кои што се борат секојдневно, не е баш така. И за вие да дојдете да работите на духовно и на љубов, мора да имате ментална и когнитивен капацитет, да не сте преоптоварени со преживување, за да може да дојдете и да го разгледате тоа и да го работите. Многу често луѓето, кога ќе постигнат некоја стабилност, се фокусираат на самите духовни работи, посебно на љубов, на остварување, на постигнување. И само уште ова да го нагласам, во квалитетни држави, кај што социоекономскиот статус е подобар и самиот квалитет на живот е подобар, луѓето, заради тоа што се финансиски обезбедени, се фокусираат на одредени хобија или постигнувања кои што за кај нас се ретки. Тоа може да биде некој хоби, некој спорт врзано како хоби, некој постигнување во животот кои што ни укажува дека мораме да одиме според јасните мотиви. Едно е, нели, да се обезбедиме и да бидеме сигурни, а потоа можеме да одиме кон љубовта. Но самото обезбедување на базичните потреби на нас нема да ни донесе среќа, автоматски нема и љубов. Гаспар, надеж, за што и за кого? Надежта е буден сон, рекол Аристотел. Така, тоа е многу убава реченица. Тоа се мислители кои што имаат многу време посветено на духовното. Надежта е клучна компонента, пак ќе кажам, за ние да имаме добро ментално здраве и добра ментална хигиена. Затоа што не можеме ние како личности социјални битија, социјалното ни е многу важно, но и тоа што не прави посебни во однос на, да кажеме, моментите како роботи или како машини кои што немаат емоционална покриеност, ни се тие можности за чувствување на позитивни, но и на негативни емоции. Надежта е таа кој што ни го одржува балансот помеѓу тоа ние како ќе функционираме. Личности кои што имаат изразена надеж и функционираат многу подобро за разлика од тие кои што во даден период се безнадежни. И некогаш безнадежноста знае да биде симптом на одредени ментални нарушувања и секако нели овде треба да се види од страна на медицинско лице. Тоа што ние го работиме во пракса, ја користиме таа надеж и мотивацијата кај личноста, врзана со нивните потреби, како да ги насочиме да бидат подобри, поуспешни во тоа они што го сакаат. Или како да надминеме некоја
по некој предизвик и некоја потешкотија со која што се справуваат. Гаспар, за на крај, никогаш не треба да бидеме безнадежни. Алберт Ајнштајн ни оставил тестаментална порака. Учете од вчера, живеете за денес, надевајте се за утре. Најважно е да не ја изгубите љубопитноста. Така, исто одлично кажано. Тоа што го гледаме ние во пракса, дека кога работиме на надежта, кога работиме на мотивите, посебно интерните мотиви кои што не се средински постигнати, можеме да видиме личност која што е насочена и која што најчесто, и истражувањата го покажуваат тоа, ги постигнува своите цели заради таа внатрешна мотивација, заради присуството на надеж, но и доследноста овде е многу важна. Кога тие три компоненти ќе ги има одредена личност, и секако, нели, доколку се работи за типично личност во однос на интелектуален капацитет, скоро мнозинството од работите ги постигнува и успева, а за тоа па гледаме дека после се враќа на тоа да постојат безброј моменти на среќа кои што го представуваат животот како среќен и успешен, а и љубовта е исто овде компонента која што се јавува затоа што лицето кога се фокусира на работи што му се важни, кога работи, сваќа дека и несвесно можеби ја вклучува љубовта да му помогне во процесот на тоа што сака да го постигне. И затоа овие три работи, и затоа темата е премногу интересна и позитивна, се клучни компоненти на една личност за да има квалитетен живот. Благодарам за разговорот, убави празнични денови и успешна 2026 на приватен и на професионален план. Благодарам, исто и на вас.